Нова тема во продолжение во Македонија наутро, какви се реално условите за живење во студентските домови? Дали гласот на студентите стигнува до оние што носат одлуки? Денес во студиото ни гостува Адела Асани, секретар на Универзитетското студентско собрание при УКИМ. Со неја ќе зборуваме за најновите барања до институциите, нефункционалните лифтови, проблемите со топла вода, но и за тоа каков студентски живот навистина заслужуваат младите во Македонија по 30 на години мантра изборување за истите нешта, најосновни услови кои што треба да се обезбедат во студентските домови. Адела, добро утро и добре ни дојде во Македонија наутро. Добро утро, добро е најдов. Која е моменталната слика за животот на студентите во студентските домови во Скопје? Не е толку задоволителна како што би сакале да е за студенти на државни универзитети. Иако се забележани мали подобрувања, сепак не е она кон што ние имаме тенденција да го остварим. Така што во секој случај не е толку како нашите колеги во Запад што живеат во студентски домови. Ако треба да дадеме една оценка на скалило од 1 до 10, според оценка, тоа би било? Тоа би било 5 до 6, зависно од во кој студентски дом се наоѓа студентот. Се надеваме дека работите ќе се подобрат, штом се пуштат во употреба студентските домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Пито. Универзитетското студентско собрание неодамна достави 2 официјални барања до надлежни институции. Што точно се бара и зошто се овие интервенции итни? Повеќе беа како апели, бидејќи со години, секојаш кога ќе почне академската година, има проблеми со лифтови, има проблеми со трансфер на топла вода и овие 2 барања беа апел да се искористи ова летна сезона, овој летен период, за да се санираат сите проблеми како би можеле студентите од наредна академска година непречено да се вселат. Колку голем проблем представуваат нефункционалните лифтови за секојдневието на студентите, особено за лицата со ограничена подвижност? Многу голем проблем, посебно во висококатните домови. Бидејќи што ако некој студент е со привремена повреда и живее на 13 кат во Гоце Делчев студентскиот дом, како би се искачил? Се голем проблем и мора да се санира веднаш, бидејќи сепак лифтовите се тука за непречено движење на нашите студенти. Ајде околу Пелагонија, што покажува искуството со проблемите со топла вода и грејењето во овој дом? Колку тоа го отежнува студентскиот живот? Премногу. Влијае на основните есенцијални услови за живот. Како би се чувствувал еден студент комотно и какав квалитет на живот би имал доколку нема топла вода? Добро, значи, тука да заокружиме, не зборуваме за некои работи кои што студентите ги бараат за плюс квалитетен престој, зборуваме за основни работи кои што треба да се обезбедат. Колку сте оптимисти дека ќе почнеме да разговараме и за некои работи како што се, не знам, ваква опрема, IT опрема, па ваков кабинет во студентските домови да може студентите да се посветат да учат на тоа. Ќе дојде ли некогаш после 30 години време студентите во Македонија да не зборуваат за топла вода, за лифтови и за храна? Остануваме надежни. За зборување зборуваме, ама колку тоа ќе се оствари? Прашањето е дали добивте официјален одговор или реакција од институциите по поднесувањето на овие барања, што велат институциите? Дека се санира, дека санацијата е моментално се действува на нештото. Така. Колку студентите се запознаени со своите права и колку активно се вклучуваат во сите вакви иницијативи и она што како Универзитетско студентско собрание го правите? За среќа имаме еден нов бран моментално на многу заинтересирани студенти, но сепак треба таа информација да стигне до сите студенти, сите да бидат информирани, сите да се ги знаат правата, па така со организирање на трибини, разни работилници пробуваме да ја разнесеме да ја рассееме информацијата дека нивниот глас треба да ја слушнат. Што би требало да се промени во односот на институциите кон студентите и нивните услови за живот и учење? Кој е твоето размислување? Да не гледат како партнери. Бидејќи ако сакаат да поправат нешто за студентскиот живот, треба да бидат прашани студентите, бидејќи тие најдобро знаат што им фали, што им треба, што им е погодено, што не им е, така што треба да не гледат како партнери, а не адхок решенија. Така, и за крај, која е вашата порака до студентите, но и институциите, но и до институциите пред почетокот на новата академска година? До студентите да бидат гласни и солидарни, а институциите да пробаат да не
да се потрудат да ни ги задоволат основните потреби. Ајде да се надеваме на подобри интервјуа во иднина, дека ќе позборуваме за многу поголеми нешта, дека овие основни и секојдневни проблеми за нормален живот и функционирање веќе ќе бидат во скорешна иднина, ќе бидат минато како теми, но секако останува ние да ги следиме и да видиме како ќе оди нивниот напредок во санирање на проблемите. Така. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија на Аутро. Беше тоа нашата гостинка Адела Асани, секретар на Универзитетското студентско собрание на УКИМ.